легенди за Гостивар. Во средниот век, градот бил многу посетуван од гости од сите краишта, а во летните денови по традиција, секоја година се одржувал голем трговски собир, голем панаѓор. Ваквата традиција продолжила и за време на Османиското царство, поради големата посетеност на населбата од луѓе од други краишта, односно од многу гости. Турците меѓу себе на турски често викале Гостивар, што значело гости има. Тогаш во градот имало и многу гостилници, па се претпоставува дека гостолюбивиот град, односно градот на гости, станал Гостивар. Инаку, етимолошкото значење на топонимот во науката се уште не е утврдено. За време на турското владење, населбата почнала да се развива во значајно седиште на горни полог, наречен уште и Горна Нахаја. Населението од околните рамничарски и ридско-планински села почнало да се преселува во централната населба, со што таа почнала и да расте. Во 1659 година, богатиот Мехмед Паша изградил џамија среде населбата, а околу неа подигнал и училиште и бања, а подоцна и карван-сарај и дуќани. И богатиот Агу Бекирбек во Гостивар изградил џамија и училиште, што се наоѓале на местото на денешната Саат Кула. Според Марко Цепенков, Гостивар бил мету на манастирите од Сува Гора, планина која се наоѓа источно од градот, каде што се гоштевале многу свештеници, патници и намерници. Потоа, поради тоа богато гоштевање, метувот го добило името Гостивар. Има и легенда која вели дека доаѓа од турско време, каде што Гостивар значи место каде секогаш доаѓаат гости. Според турците, градот бил наречен така поради тоа што на турски зборот вар значи има, така што на тоа место секогаш имало гости. Исто така, зборот вар или вари во сите словенски јазици означува извор и место од каде што извира голема количина на вода, а исто така означува и бања. Според една друга легенда, сегашното име на градот Гостивар настанало за време на владетелот Волкашин, бидејќи доаѓале голем број на посетители. Во текот на турското владење, на турски го нарекувале Гостивар. Самото име, односно Гостивар, се нарекува местото на собирање на гости, односно бил градот на гостите. Волкашин на сите своји деца им изградил градови, односно тврдини. Например, на керката Кита и изградил тврдина во Кичево, наречена Китинград. А на Цвета и изградил кале на Сува Гора, наречена уште и Цветта Гора, каде што имало многу цркви и манастири. Манастирите во Цвета Гора имале свој чифлици во горни полог, односно во Гостиварско. Градот Гостивар тогаш бил место на сувогорските манастири. Манастирските луѓе често ги посетувале чифлиците кај Гостивар, каде што биле добро гоштевани. Легендата вели дека по гостувањето и населбата била наречена Гостивар.